Светаче зоре, зоре, пролазичу дани, а ја и срце моје остаемо сами, а ја и срце моје остаемо сами. На 1 декември, европскиот шампион во моторциклизам го доживеа својот најголем триумф надвор од патиката и ја доби својата ќерка Деана. Радоста беше огромна, а тимот на Хајп имаше чест да присуства на прославата и традиционалните мекици подготвени во чест на новороденото бебе. Во домот на семејството владееше топла и емотивна атмосфера, исполнета со многу насмевки, прегратки и искрена среќа. На прославата присуствуваа најблиските пријатели и роднини на шампионот, кои во еден глас славеа за малата Деана и новото поглавје во животот на семејството. Ние ексклузивно ви ја пренесуваме атмосферата од местото на настанот, вечер исполнета со љубов, радост и нов почеток за семејството на европскиот шампион. Петар, најпрво сакам да ти честитам за прекрасното девојче, за Диана, честитки да е жива и здрава, да ви биде гордост. Ти благодарам што не покани на забавата, организирана во нејзина чест. Сакам да те прашам како се чувствуваш како тазе татко на девојче овој пат? Да ви кажам искрено, чувството е неопишливо. По втор пат станав татко. На 1 декември мојата сопруга Стефанија ја донесе нашата принцеза Деана. И да ви кажам искрено, ова е трети ден веќе кај што славиме. Можеби на кого личи? Можеби е рано да се каже, меѓутоа претпоставувам дека сигурно има некоја црта, викат дека девојчињата личат на татковците. Па искрено да ви кажам, жена ми кога се породи ми се јави и ми каже и ова дете личи на тебе, не одиме на трето, бидејќи многу болеше. Другарите од... Да ги поздравиме. Поздрав голем за другарите, еве види ги. Нани. Гледа дека се вистински пријатели кои што ете ги гледам неуморно слават со тебе, ете трети ден поред. Па искрено да ви кажам, овие ми се најблиските луѓе кои што ме пратат во животот и кои што се тука за мене нон-стоп. И еве, супер е што се тука и супер е што сте волку среќни и весели. Светаче зоре, зоре, пролазичу дани, а ја и срце моје остаемо сами, а ја и срце моје остаемо сами. Кулем ли се животом и раненом душоством, кулем ти се кулем, уби ме туга за тобо. Кулем ти се животом и раненом душоством, кулем ти се кулем, уби ме туга за тобо. Уби ме туга за тобо. Кажи ми, дали си спремен за непреспиени ноќи или можеби таа улога ќе оставиме на мајката? Таа улога ќе оставиме на мајката, мада сега ќе морам да го преземам машкото дете и ќе видиме дали ќе спиеме или не.
Петар, кажи ми, мора да спомнеме, значи стана европски шампион. Не можеме тоа да не го спомнеме. Какво е чувството за овој огромен успех и дали ова победа доби сосема нова смисла во твојот живот од кога стана еве и тато? Па искрено да ви кажам, ова 2025 година ми беше една година од најстрекната година, која што стварно се збогатив со керка и со титула. Беше многу тешко, имаше повреди, падови, но и неверојатни победи. И фала му на Господ, покрај се станав шампион, станав и татко. Што ти беше најтешкото на патот до европската финала? Па искрено да ви кажам, најтешкото ми беше да се борам од скупно 58 надпреварувачи во мојата категорија и после сите повреди и падови да станам и да продолжам и да издржам до крај. И Господ ми ја подели таа среќа за само 2 бода да станам европски шампион. Класата е филе. Мораме да ги спомнам уште еднаш пријателите и семејството, да ги гледаме во огромен број. Што ти значи нивната поддршка денес? Па нивната поддршка искрено ми значи многу и денес и секој ден. Искрено тие луѓе што се овде ме поддржуваат во се што правам, исто така и во спортот. И сум многу среќен што имам толку голем број на пријатели и другари и мои поддржувачи. Сакам да ги поздравам сите и да ја кажам дека никогаш нема да ги оставам мирни. Мораме да спомнеме дали ова не убавата година во твојот живот до сега со новородена керка и европска титула. Па искрено да ви кажам да, ова е една од најубавите години. Поради тоа што сме овде сега собрани за Дејана, да прославиме. Немам како за крај да не те прашам што е она што би го посакал, она која ќе порасне, да го слушне и да го види. Од овој ден, што би посакал? Па, искрено да ви кажам, би го посакал да биде најпрво жива и здрава и да цели во животот само напред и никогаш да не се откажува, а за останатото тато е тука. Ти благодарам, Петар, многу, ти посакувам многу успеси во иднина, да се гледаме само за убави работи и да расте семејството, па до година да дојдеме пак на некоја прослава. Фала ви многу на вас и на целата телевизија и на целиот тим на Hype TV што ми ја давате ова поддршка и што сте тука за мене секогаш.